Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме тука во студиото е господинот Беким Сали, министер за здравство. Господине Сали, добредовивте во телевизија 24, ми се чини прв пат сте кај нас. Да, тука сум прв пат, благодарам за поканата. Господине министер, во ова со пандемијата на коронавирусот или кај нас е епидемија во нашата земја, ми се чини дека работата е прилично стивната, намалена, такви се барем дневните бројки на заразени, на починати, како кај нас, така и во поголем дел од светот, освен на истокот гледаме дека во Кина, во Северна Кореја е подраматично. Тука во европскиот и во американскиот регион, во африканскиот работата смирена, така и кај нас. Ми се чини дека сега доаѓа и лето и онака и лани кога беше лето бројот опадна. Се чини дека веројатно ќе имаме мирно лето. Но што велат анализите на Министерството за здравство, дали работава е завршена или можеме на есен повторно да очекуваме некакви нови бранови? Податоците кои што ги изимаме секој ден од Институт за јавно здравје велат дека пандемијата е стивната, меѓутоа јас не се уште ја снемува. Присутна е тука кај нас, секој ден добиваме податоци за нови инфицирани, релативно секој ден добиваме бројки од 80 до 120 ново заразени лица во државата. Знаеме, клиничката слика е многу лесна, поминува во некоја форма на грип и анализа доколку направиме од досега поминатите бранови, вториот бран беше највисок, односно со најголеми бројки на ново заразени, третиот бран понизок, четвртиот уште понизок, сега очекуваме евентуално според сите анализи и искуства на епидемиолози, иако оваа пандемија со COVID-19 е специфична, очекуваме евентуално наесен да се појави, меѓутоа со понизок бран од трите, односно да има вкупно во целокупната слика да имаме опаѓање на нивото на петтиот бран, евентуален кој што би се појавил. Доколку се појави? Доколку се појави. Ние како здравствен систем сме одговорни и ја следиме состојбата, следиме тоа што се случува во светот, правиме разлики на ситуации, во какви околности и каква општа здравствена состојба во тие држави има, колкава е вакцинацијата, како беше природниот имунитет таму и во тие држави каде што има наплив, зголемување на број на ново инфицирани, ние ги правиме споредбите и сметам дека не стоиме лошо како општ имунитет во државата, меѓутоа тоа не значи дека ние нема да се соочиме со петтиот бран. Комисијата за заразни болести веќе за воиднина во најскоро време планира да симулира една ситуација доколку имаме петти бран, како ние би се соочиле како здравствен систем. Дали пристапот кон ново заразените и хоспитализирани ќе ни биде ист или па ќе направиме нова организација, тоа оставам на комисијата. Тука има експерти кои што имаат многу искуство и ја знаат својата работа и очекувам од таму да имаме конкретни решенија како би постапиле како здравствен систем. Тука значи претпоставувам дека кога зборуваме за организација, зборуваме за ова дали постоечки здравствени капацитети ќе се претварат во ковид центри или не, дали на друг начин ќе се менаџира таа состојба? Токму така, како би се менаџирала состојба доколку имаме зголемување на број на ново инфицирани и во која фаза би реагирале, на кој начин. Тоа значи доколку дневно имаме 200 ново заразени, како би реагирале, доколку одеднаш во тек на првата недела или втората недела ни се појавуваат по 1000 ново заразени, како би реагирале ние како здравствен систем. Во однос на кампањата за вакцинација, ми се чини дека таа сега е насочена повеќе кон постари лица, кон ранливи групи, кон оние кои би имале слабости доколку се заразат со коронавирусот. И како оди, како тече таа? Дали воопшто сега се уште се вакцинираат граѓаните? Да, има спонтано, значи има ново вакцинирани. Ние сме многу фокусирани на таргет групи кои што се ризична група. Тоа се нашите граѓани над 60 годишна возраст и помлади кои што имаат хронични болести. Таа кампања се уште продолжува, вакциналните пунктови се снабдени со вакцини. Имаме сосема доволен број на вакцини во државата.
квалитетно се чуваат. Тоа се вакцини докажани дека се најдобри за заштита на здравјето на сите граѓани. И ние како Министерство, нашиот дел на обезбедување на одреден третман го завршуваме навремено и квалитетно. Останува на граѓаните тие што се, особено тие што се во ризик групата, да одговорат позитивно на нашите повици и покани за вакцинација. Знаете, ние во текот на 4-тиот бран го сменивме пристапот кон јавноста, односно кон граѓаните. Барањето беше на почетокот да се вакцинираат сите, а потоа кога веќе видовме дека кај помладата популација нема голем интерес за заштита, затоа што типот Омикрон, варијантата Омикрон беше со полесна клиничка слика, ние се насочивме кон група која што е во ризик група, која што евентуално би имала хоспитализации и смртен исход, и сметам дека тука добро постапивме. Веќе сите држави, односно сите здравствени системи кои што се слично организирани како нас, не го гледаат бројот на ново инфицирани, туку гледаат колку имаат ризик група. Колку би се отежнал здравствениот систем со зголемување на број на ново инфицирани, колку посто се хоспитализираат и колкави се капацитетите на државата за соочување со тие потреби. Тие најчесто ги мерат капацитетите на единиците за интензивно лекување. Тоа е сега некој нов параметар. Таму се спонсира. Да, интензивното лекување и воопшто креветите. Дали ние имаме доволно ковид центри, односно црвени зони, колку и можеме да обезбедиме. Ние доаѓавме до ситуација да мораме клиники кои што ни се од интерниот дел, интерните клиники, да ги претвориме во ковид центри затоа што недостасуваа кревети. Да, тука има интересно подпрашање, ќе дојме до тоа, само уште нешто сакам да ја прашам во однос на ова, на бројките. Ме прашуваат вака граѓани, пријатели, бидејќи сега како новинар, мисла дека ние би требало, бидејќи ние ги објавуваме, мисла дека ние знаеме, до кога ќе се објавуваат бројките. Бидејќи паднато е релативно нивото, речиси, мислам сега доколку направиме споредба со некоја друга заразна болест, сега не знам, карикирам, мислам дека отприлика би добиле можеби слични бројки на новозаразени, на починати, или од било која друга болест, не мора да е заразна. И сега се постава прашањето дали сега има сврха на објавување на тие дневни бројки. Значи, јас лично едно време бев заинтересиран да ги прекинеме тие постирања, затоа што имаме лошо искуство. Сите ние се враќаме на периодот кога моравме да се изолираме дома, ни беше ограничено движењето надвор, па се сеќавате, викенди имавме изолација дома, баш денови кога требаше да бидеме слободни, да се движиме, ние требаше да останеме дома. Меѓутоа, во име на транспарентност некоја, да има коректност према јавноста, да бидат информирани во каква состојба сме, се уште пандемијата не е завршена. Тоа стивнува, е тивко, значи, меѓутоа постои меѓу нас. Знаете, ние ги укинавме сите мерки, освен носење маска во здравствени установи, по аптеки, јавен транспорт, да, и по пензионерските старички домови. Меѓутоа, се додека ние не кажеме дека пандемијата веќе не постои, односно сме целосно слободни, ние ќе мораме да ги објавуваме тие бројки, затоа што никогаш не се знае, мора да бидеме спремни, како и на почетокот што кажавме, 5-тиот бран се најавува врз основа на искуства од други пандемии, меѓутоа тоа не е гарант дека ќе се појави. Така да ние мора да бидеме спремни и да имаме некој континуитет во известување, за да не биде изненадувачки во момент кога би се појавил почетокот на 5-тиот бран, ние да одново да почнеме со тоа што веќе го имавме. Да, во однос на пандемијата се предупредуваше уште додека траеше, додека беа оние највисоки бројки, кога беше најтешко на здравствениот систем и на граѓаните, се разбира дека има проблем со останатите болести, со останатите заболувања, имено многу клиники беа претворени во ковид центри, дури и во оние кои не беа претворени се работеше оттежнато, немаше персонал, дежура, одеа во ковид центрите, нели?
Па потоа самиот пристап беше отежнат, нели, со ковид тестови, не се пуштаа пациенти и сето тоа имаше многу експерти, лекари, ваши колеги кои предупредуваа дека тоа после корона пандемијата ќе донесе до пандемија на други заболувања, на прецена оние каде што превентивата е важна, како онколошките, кардиолошките, невролошките, дека тоа ќе биде сериозен проблем после, ќе има наплив од такви пациенти. Имаме ли анализи за таквата состојба и стратегија како би се справиле со тоа? Факт е дека ние во меѓувреме живееме со епидемија на хипертензија, на диабет, на онколошки случаи, значи неколку типа на епидемии ние веќе ги имаме во секојдневието. Најверојатно поради фактот што јавноста не е секојдневно известувана околу нови бројки на толкави вакви случаеви. Тие бројки не ги објавуваме дневно. Објавуваме и сметаме дека тоа не постои. Меѓутоа, напротив, фактите велат дека тие епидемии постојат. Значи, ние во периодот пост-ковид се соочуваме со зголемен број на случаеви од диабет, од хипертензија, од компликации на онколошки случаеви, кои што се со задоцнато третирање и сега се надевам јавноста веќе во тек и е известувана навремено. Интензивно работиме на инсталација на апаратура која што е потребна за равна диагностика и навремена диагностика. Знаете, во минатото беа инсталирани 8 апарати, 5 компјутерски томографи и 3 магнет резонанци. Вчера имавме последно отварање на линеарен акцелератор за третман на канцер. За во средина на идниот месец, значи отприлике после еден месец имаме пак промовирање, пуштање во употреба на линеарен акцелератор во 8 септември. Постојано работиме на дополнување, односно обнова на капацитети во одредени болници во сите региони на државата. Тетово ни е следно. Охрид исто така се инсталира, во Струмица исто така работиме. Во Прилеп во саботата промовиравме заедно со премиерот нова магнетна резонанца за која што пациенти од Прилеп и Прилепско, цел регионот 100.000, отприлика 100-120.000 жители кои што гравитираат околу Прилеп, претходно се обраќа во Скопје за диагностика. Денес се веќе во нивното обкружување може да ја добија тој третман, односно таа диагностичка метода. И сме многу фокусирани на времено тоа што ни застана, односно што го одолговлекувавме, сега на времено да можеме да ги диагностицираме сите случаи нормално и после диагностика и навремениот третман да се добие. Во Битола исто работиме на зајакнување на капацитет и за диагностика и за третман на онколошки случаеви. И верувам исто беше промовирано, 3 ангиографи се набавени, веќе се во фаза на инсталации во 3 болници. Така да работиме во фазата пост-ковид, како би се третирале сите пациенти кои што имаат компликации и пред ковид, а и во фаза на ковид. Затоа што очигледно е дека ковид остава многу траги во организмот, различни кај секој индивидуа, и ние како министерство сме одговорни и мора да бидеме спремни за соочување со таквите проблеми. Вака, додека зборувате, министре, само се отвараат подтеми, подпрашања. Сега, ако навлеземе во тој здравствен систем, има премногу. Ова што го спомнавте за Битола, за онколошките заболувања. Доста голем проблем е тоа што сите тие онколошки пациенти од цела Македонија знаеме за какви пациенти, во каква состојба се, што дадат на хемотерапија, тие што мора да доаѓаат во Скопје на терапија, што не функционираат тие регионални онколошки центри. Тоа не знам, мислам дали со тоа планирате повеќе да се позанимавате. И ова сакам да ја прашам во однос на апаратите. Значи, секоја чест на вас, јас воопшто не се сомневам во вашите добри намери, во вашиот план, но знаете како, сите министри пред вас и сите влади веќе тоа со децении
стално ги најавуваат тие нови апарати, нови процедури, но најчесто потоа се случува дека дел од тие апарати ќе ги става таму во некој хотик, не работат, не функционираат, или нема кадар, или нешто друго не функционира околу нив, потоа не функционираат поради таа опремата околу нив, поради поддршката, нели тоа како се нарекува стручно, а на крај се сведува пациентите да не може да најдат термин да закажат. Еве и сега скоро некој ми кажа за мамографија, барал термин, не знам, со месеци му закажале. Значи, цело време се провлекуваат истите тие слабости. Здравствениот систем е една од најкомплицираните системи во секоја држава, значи не е само нашата држава. За давање на една услуга, тоа се мозаик на точки кои што мора да бидат усогласени во таа добра слика за да се пружа навремена и квалитетна услуга. Тоа е опремата, обуката, кадарот, логистиката, значи просторот, институцијата во која што работите, навремено снабдување со квалитетни лекови. Значи, за да се пружа таа услуга, мораме ние од сите аспекти да гледаме се да биде во ред. Едно недостасување се прекинува тој ланец на пружање на услуга. И тоа во минатото многу се случуваше, со тоа што застарена апаратура, па дефекти, па сервиси, па болниците во долгови, па не може да подмират долгови, па фактури неплатени према добавувачи или од необјаснети причини новите апарати стојат така, не се вклучуваат. Имаше поголема количина на апарати кои што не беа инсталирани уште од времето на големата набавка која што ја велиме ние од 2010 година. Јас побарав од сите јавни здравствени установи, односно од директорите на јавните здравствени установи да кажат дали имат информации за нивната болница што било предвидено, затоа што апаратите не стојат кај болниците, стојат по магазини. И фирмите кои што се добавувачи на увозници на тие опреми ми се пожалија дека со години плаќаат и осигурување и кирија, лежарина во одредени магазини. И јас побарав од сите директори да кажат што било планирано кај нив и зошто не е инсталирано до сега, затоа што за жал во Министерството забележав и недостиг на институционална меморија. При заминување на една структура заминуваат и многу евиденции таму. И работиме интензивно преку секторот за опрема кај нас во Министерство, работиме на таа евиденција да се апдейтира и да можеме да ги инсталираме тие апарати. Една од тие е линеарниот акцелератор кој што веќе се инсталира во 8 септември. Тоа е апарат купен пред 8 години. Значи 7 години стоел во еден магазин, сега пред 4 месеци ние почнавме со инсталација на тој апарат. Веќе сме при крај и се надевам ќе биде пуштен во употреба после еден месец, нормално. За да биде комплетна сликата, моравме да обезбедиме кадар, физичари, онколози, односно радиотерапевти и така натаму. И кадарот, знаеме, тешко се наоѓа, не може да се обучи преку ноќ. И тука се тие потешкоти, меѓутоа во соработка со клиника за онкологија, они изразија желба да се децентрализираат и да дадат поддршка на било која институција која што е заинтересирана за третман на онколошки случаеви, односно пациенти со онколошки проблеми. И работиме на децентрализација на клиниката за онкологија. Истовремено, при посетата вчера која што ја имав, таму веќе планираме адаптација на некои простори кои што сметаме дека ќе бидат добро средени и организирани за пружање на услуги за пациенти кои што не се од нашата држава, односно приватни пациенти кои што би дошли од Јужна Србија и Косово. Воедно, освен адаптација на условите за работа и пружање на квалитетна услуга за нашите граѓани, кои што се осигуреници во здравствениот фонд, треба да размислуваме и за приватни пациенти. Тоа се дополнителни средства кои што доаѓаат на сметка на клиниките, за да можат они
пофлексибилно да функционираат во секојдневното пружање на услуги за нашите пациенти. Клиниката за онкологија има капацитет за тоа и очекувам на есен да успееме да го пуштиме и тој трет спрат кој што за жал со години е претворен во еден голубарник, магацин и како сакате можете да го наречете. Тука за таа идеја, мислам дека тоа беше и претходно размислувано за да се носат пациенти, да се примаат во јавното здравство. Мислам и сега може да се примаат странски пациенти да се лечат во јавното здравство приватно, не е спорно. Тука знаете што е прашање, дали тоа може да ја запостави услугата на овие наши пациенти, бидејќи и онака како бориме со кадар, со специјалисти, со доктори, дали тоа ќе го намали квалитетот на услугите? Токму тоа е прашањето. Дали ние на сметка на приватни пациенти би запоставиле наши пациенти? Напротив, целиот план е со Законот за здравствена заштита ние да овозможиме дополнителна дејност на вработените. Значи, вие да бидете вработен во таа институција, да можете преку нормалното работно време, кое што е обврзувачко за вас како вработен, меѓутоа да ви дадеме шанса да работите после работното време, дополнително, за да имате дополнителен приход во институцијата во која што вие работите секој ден. Со таков еден пристап и законот го спремаме, а и работиме во физичките услови, значи институциите да имаат дополнителен капацитет и од аспект на опрема и простор и кадар и лекови да можеме таква една услуга да ја пружаме за странците. Да, во однос на опремата само уште ова би ве прашал. Дали добивте до сега некои одговори од директорите или од надлежните во министерството или од било кој во однос на тоа зошто таа опрема со години не е инсталирана? Зошто имаме ли одговор што се случувало во периодот? Најчесто е неспремност на физичките услови, просторот кој што требал да биде адаптиран за инсталирање на таква една опрема. Тоа не се опреми мали, тоа се големи инсталации кои што бараат посебна инсталација од типот на вентилација, климатизација, струја. Значи електричната енергија треба да се адаптира на нивната потреба, просторните услови од типот на изолација, бетонска изолација и така натаму. Тоа се зафати кои што се натовар на болниците, а во тоа време, па и сега, болниците кубурат со буџети кои што им се планирани во текот на годината, така да тука не била комплетирана сликата. Министерството набавувало опрема, меѓутоа институциите не можеле да се адаптираат на тоа барање. Тоа значи дека, не знам дали ќе се согласите со мене, дека се набавувало неплански, значи се набавувало без конкретен план и програма, туку повеќе стихино. Ние ќе ги купиме апаратите, па после ќе видиме што ќе правиме. Јас тоа би го нарекол повеќе гледање од една перспектива само, со желба за позитивна намера, за снабдување со добра квалитетна опрема, меѓутоа тоа е гледиште од една перспектива. Секогаш треба се ставаме и од другата страна. Директорите, колку се тие спремни со буџет да одвојат за таква една капитална инвестиција. Еден бункер кошта околу 1 милион евра. Значи, за една институција како 8 септември, како онкологија, како битола, како прилеп, тоа се многу големи средства и мора да се предвидат во буџет, односно да се испланира дека во таа година ќе биде инсталирана таа опрема, па они да се адаптираат на тие услови, односно да го проектираат буџетот кој што го земаат од здравствениот фонд према тој план. Добро, значи сепак недостасувало координација помеѓу министерството и директорите, да речем. Добро, во однос на ова веќе кога дојдовме до таа тема, до функционирањето на тој цел здравствен систем, тука е и приказната, јас би кажал засега, за новиот клинички центар, нешто што се најавува многу одамна. Значи, првиот требаше да се гради во кругот на постојниот клинички центар.
Според првичните тогаш изјави на тогашниот премиер и тогашниот министар, требаше веќе одамна да биде готов. Ништо од тоа нема се разбира. Вашиот претходник најави исто така нов клинички центар. Тој требаше да се гради некаде тамо после Ѓорче Петров, според тогашната студија. И тоа ми се чини дека и таа идеја застана. Сега вие повторно зборувате за нов клинички центар. Дали е тоа истиот проект на Венко Филипче или сега зборуваме за сосема нов проект? Значи, идејата за клинички центар е од таму 2005-2006 година. Како идеја, да. Како идеја, првите конкретни чекори биле превземени 2009 година со правење на една студија, анализа, visibility студија за можната локација, составот, како би изгледала цел тој проект, како би изгледал и нормално до сега имаше неколку тенденции да се реализира тој проект, па се менуваше локалитет, локација, па се правеа други студии и така натаму. Последно е предлогот на претходниот министер за здравство за локалитетот Веле поле, кај Ѓорче Петров, односно кај обиколницата во правецот Скопје кон Тетово. И знаете, тоа со предлог за посебен закон, лек специјали за тој проект не помина. Имаше многу амандмани од опозицијата и до сега, значи во овој период од 17 години, по мене единствена пречка била политичката пречка. Значи никогаш до сега не успеа една влада да се надмине, односно да успее да тој проект го протурка до финална фаза, до реализација. Јас уште од самиот почеток најавував дека ќе имам различен пристап од досега, затоа што доколку сакаме некој проект да го протуркаме, треба да се вратиме во минатото и да ги видиме причините зошто не е реализиран тој проект. Од сите фази гледам дека политичката волја била клучна за надминување на првата фаза. Потоа се техничкиот дел, изгледот, составот, локацијата, финансиите, како би се финансирал тој проект, колку би траел изведувачи, како видна опрема, колку интензивни неги, односно кревети за интензивни неги, колку би имал оперативни сали и така натаму. Дали медицинскиот факултет, стоматолошки, фармацевски ќе биде во склоп на тој комплекс или не, институти исто така дали ќе бидат таму. Тоа е веќе по техничкиот дел и во овие 4 месеци јас додека сум во оваа функција главна задача ми беше наоѓање на заеднички јазик меѓу сите политички чинители кои што се поголеми представници од поголеми политички партии кои што можат да придонесат кон реализирање или па евентуално кон блокирање на тој проект. Тука претпоставам најмногу зборуваме за опозицијата, за ВМРО-ДП. Па да се подразбира, затоа што во минатото ние имаме почнување на одредени проекти да се реализираат без разлика дали е здравство или е автопат или е брана, било каков капитален проект. Ние имаме почнување на проектот со реализација и при смена на власта имаме ревидирање на проектот, па во име на ревидирање блокажа и остануваат проектите на пола. Такви проекти можеме да видиме секаде низ државата. Со желба да се реализира овој проект, да почне и да се реализира до крај, а да нема прекин во градбата, јас на неколку наврати побарав и состаноци со представници од опозицијата и од позицијата, од сите партии, да имаме разбирање за овој проект кој што е надполитички, не треба да се гледа од перспектива на обоеност, дали е црвен проект или е плав, дали е европски, проевропски, пронато, значи без такви политички видувања, односно да го гледаме од перспектива на елементарна потреба на секој еден жител во оваа држава, затоа што постоечкиот клинички центар
не ги исполнува реалните потреби на нашите граѓани. Пандемијата тоа го докажа. Значи, Да. Ги покажа сите слабости. Сите тие слабости кои што ги имаме во системот ги извади на површина и тоа го видовме и го доживеавме. Мнозина од нас, се надевам, се соочивме со потреба од кревет, од навремена услуга, од сите тие потешкоти кои што ги имавме во текот на различните бранови при пандемијата. А нормално со тоа се соочуваме и секојдневно и со елективните процедури, значи не е само итноста. И за сега сме на добар пат. Јас сум сегаш велам, јас сум оптимист дека првата лопата ќе ја пуштам со бетон во одредено место, па потоа процесот се надевам ќе продолжи да се реализира без прекин, затоа што веќе имаме начелна усогласеност за потребата за реализација на еден таков многу битен капитален проект во оваа држава. Зборувате дека имате усогласеност и со опозицијата? Начелно да. Останува техничкиот дел, значи во втората фаза, откако ќе се надминат политичките пречки, потребата, значи јавноста веќе знае дека во здравството основа за реализација на цел, односно пружање на квалитетна услуга е новиот клинички центар. Останува втората фаза за одредување на локалитет, на состав на клиничкиот центар, дали тоа ќе биде поширок комплекс на институции, повеќе институции на едно место, дали ќе бидат одвоени. Имаме еден одличен предлог кој што не знам колку би стигнале ние временски да аплицираме навремено во тие европски фондови за реализација на центар за протонска терапија. Тоа е нешто сосема ново во третманот на ракот и многу успешна метода која што во Европа засега имаме само 2 центра. Македонија, односно ние сме во таа шорт листа за избор на локација за инвестирање во таков еден центар. Тоа е проект кој што кошта околу 260 милиони евра, тоа се европски пари, не се наши, ние само локација треба да одредиме. И се надевам да не згази времето и да навремено да можеме да се организираме за апликација, па потоа останува втората фаза на експерти да одредат дали е точната локација и тоа што им треба во таа визија. Ова што го зборувате е вон проектот за клинички. Ова е тоа е вон проектот, да, вон проект за гледачите да појасниме, да. Добро, министре, за клиничкиот центар за сега имаме 3 локации кои што се така да кажам потенцијални локации за реализација на тој проект. Останува Веле поле како една опција, касарната Илинден е втората опција и трета опција е во склоп на веќе постоечка болница, со која што сметам дека и со надоградување, односно надополнување со дополнителни простори би можеле да ги задоволиме основните потреби за тој мега проект кој што го најавуваме веќе 15 на години. Министре, дали вашиот проект ќе биде прво, дали претходниот проект на министерот Филипче отиде понатаму од само идеја, има ли таму физибилити студија, има ли нарачано проект за клинички, тоа не знам, докаде е таа работа, дали вие тоа би го продолжиле само, или ќе почнете од нула, со сосема нов проект, друга локација? Доколку работната група која што планираме да ја формираме, доколку таа работна група се одреди за Веле поле опцијата, сигурно дека постојат материјали кои што се работени и давањето предлог за закон за тој клинички центар сигурно е врз основа на студии, на анализи, на проекти кои што се направени. Кои се правени за таму? Да. Секако дека би го користиле тој материјал за да го продолжиме проектот, доколку се усогласиме дека Веле поле е решението. Знаеме дека таму е чист простор, нема никаква инсталација, тука дополнителни средства ќе треба да се планира за
за комунални инсталации, па патишта и така натаму. Тука ќе треба да има и други одредени решенија, сообраќајни решенија за поврзување со обиколницата. Или пак ќе се одредиме за друга локација која што комуналните инсталации ни ги обезбедува од претходно, па ние само би работеле на градење на објектот. И тоа треба да го видиме. Дали добиваме во време, финансии, изведбата секако ќе биде многу битна, како ќе се изведува, односно тоа што го планираме како комплекс на повеќе институции или само болницата ќе биде овде. И таа работна група ќе треба да одреди локација. Доколку се одредиме за друга локација, ќе треба да почнеме од нула. Значи, од ново, што сметам дека ќе имаме потреба од подолг период, временски период. И тоа оставаме на времето, да. Кои се другите локации? Гледаме дека сте спомнале во медиумите деновиве за касарната Илинден како една можна локација. Кои се другите локации? Веле поле останува, касарната Илинден е втора опција, која што не пружа логистика од типот на комунални инсталации. И трета опција е една клиника која што е веќе постоечка, има потреба од целосно реновирање, од адаптација и поврзување евентуално со дополнителни згради за комплетирање на таа слика за еден унифициран клинички центар. Имате ли имате ли проекција колку би чинел тој проект, доколку не би се градил овој во Веле поле? Мисля, че 260 милиона беше тој проектиран отприлика, поправете ме ако грешам, од министерот Филипче. Проектот во Веле поле е околу 500 милиони евра. 500 милиона беше, да. 260 беше нешто почетно, па потоа се 260 милиони евра, можеби тоа ви се врти како идеја е изграден клиничкиот центар во Белград. Добро, 500 милиона за овој отприлика, дали за истата сума би зборувале отприлика тука нешто или немате се уште? За сега немаме некоја проекција, финансиска проекција, затоа што се уште не знаеме локалитет, не знаеме со каков капацитет ќе пристапиме. Актуелно во Постоечка универзитетска клиника имаме околу 1700 кревети. Доколку би проектирале нов клинички центар со таков капацитет, сигурно ние би надминале сума од 500 милиони, затоа што тоа е многу голем капацитет. Меѓутоа, моја цел е да се децентрализира клиничкиот центар. Тоа е терцијарно ниво. Ние не можеме да пристапиме во терцијарното ниво по барање на пациент, по инсистирање на матичен лекар, упати кон клинички центар. Значи мора да запазиме системот кој што ние го имаме основано и одлично ни функционираше. Примарното, секундарното и терцијарното. Клиничкиот центар е терцијарно ниво. Тоа е научно наставно ниво. Не може клинички центар да се натрупува со гужви кои што ние ги гледаме моментално во Постоечкиот клинички центар. Мора да го растаретиме тој клинички центар, мора да ги заживееме трите клинички центри кои што ние сме ги основале. Тетовскиот, Штипскиот и Битолскиот. Значи мора тие да работат, да функционираат, да впиваат пациенти, да ги привлечат кон себе од своите региони, од Охрид до Тетово мора да биде функционална таа мрежа. Штип со Кочани, со Кратови и останатиот дел мора да биде функционален. Велес не мора да се упати во Скопје директно. Значи Велес треба да се упати во Штип. Битола со Прилеп, со Гевгели, со цел регион мора да биде така. Порано се обидуваа тоа министри и вашите претходници, но некако тоа никогаш не заживеа целосно. Тоа не заживува. Претпоставам дека проблемот е во кадарот, претпоставам. Најмногу. Не би во тие регионални центри. Повторно е тоа моабетот со мозаикот. Не можеме ние камен по камен да ги собираме и да направиме една слика во период од 10 години. Затоа што некои од камењата ќе ги изгубиме. Или кадрот ќе ни замине, или опремата е застарена, или објектот е веќе застарен, или инсталацијата не може да се адаптира на новата опрема. Значи, постојано ние ја повторуваме таа грешка од предолго чекање за реализација на еден проект.
клиничкиот центар мора да биде изведен во најкраток период со одлуки кои што треба да бидат смели на сите чинители во политиката, во економијата, во финансиите, во градежништвото и така натаму. Значи, ние мора брзо да делуваме. Треба брзо да се гради. Треба брзо Тетово да се реновира. Штип мора да се заврши. Значи, тоа е проект кој што трае 7 години. Јас ја посетив болницата пред 5 дена. Значи, тоа е прекрасен објект, кој што за жал, поради финансиски потешкоти, е блокиран и со една минимална динамика се развива, колку да не се каже дека престанале да работат. Штипската болница мора да се гради. Значи, моментално работат во многу лоши услови, кои што не ги задоволуваат ни условите за вработените, а кај сме за условите за Има ли таму идеја да се реши тој пациенти? проблем побрзо малце со градењето на Штипската болница? Па јас се надам, значи паралелно ние како што работиме за клиничкиот центар во Скопје, работиме и за решавање на проблемот и во Кичево, и Свети Еразмо во Охрид, и Штип, и Битола. А секако и Тетово не е многу битен, затоа што покрива еден огромен регион кој што за жал пациенти за мала едноставна хируршка процедура се обраќаат во Скопје, односно во клиничкиот центар Мајка Тереза. Растеретувањето на клиничкиот центар во Скопје, кој што е терцијарно ниво, во секундарното ниво, во Куманово, во Штип, Битола, Прилеп, во Тетово, Охрид, по автоматизам значи дека ние имаме потреба од помал клинички центар од постоечкиот. Односно со помали капацитети. Доколку успееме се помал разбере. број на кревети. Доколку ние проектираме клинички центар со постоечкиот капацитет, тоа многу ќе не кошта. И финансиски, и временски сигурно. А и ќе го задржиме сегашниот концепт. Каде што сите ќе одат на концептот клиника. нема да се менува, затоа што ќе има доволно места да праќаме пациенти од Гевгелија директно до Скопје. Или па од Охрид во Скопје. Тоа не смееме да си го дозволиме, затоа што и ни за наука професорите наши немаат време за истражувања, за наука, за едукација, значи зголеме на обемот и притисокот кон највисокото ниво кое што ние треба да го чуваме за наука, за пренесување на знаење, не за услуга која што треба да ја пружаат. Да, министре, ова што вечен проблем и актуелен сега и акутен се разбира недостигот на кадар. Гледаме дека се уште има одлив на лекарски кадар и во странство и кон приватните здравствени установи. Тоа се осети сега и за корона пандемијата. Ми се чини дека тоа не прекинува, освен значи лекарски кадар, освен професорски кадар, нема ни сестри доволно, нема останат медицински персонал. Имаме ли стратегија некако малку таа стихија да се смири, некако тоа да почне тоа да се стабилизира системот? Бидејќи тоа не престанува, гледам дека не престанува. Првиот бран на заминување на квалитетен кадар односно спремен специјалистички кадар од клиниките почна од 2011-2012 година. Тогаш се зголеми и напливот на вработени, на стручен кадар кој што заминуваше во приватниот сектор. Тоа некако можеме да го оправдаме со тоа што кадарот повторно не остана во државата. Вториот бран беше заминувањето во странство поради влошените услови и од финансискиот аспект и од организацијски аспект. Само една слика да ви дадам за постоечкиот клинички центар. Тој е проектиран во времето кога во клиничкиот центар имало вработени околу 2400 лица. Значи вкупен кадар. Во моментов во тој ист капацитет се вработени околу 6500 вработени. 3 пати повеќе. Рачунајте 300% зголемување на капацитет на вработени. Тоа по автоматизам значи 300% повеќе пациенти, затоа што секој лекар мора да се оправда
работењето. Има поголема циркулација на пациенти. Тоа е 300% зголемена потреба од хируршка сала. Тоа е 300% зголемени потреби за анестезиолози, кои што за жал веќе една деценија ние кобуриме со бројки за специјализанти кои што ќе имаат интерес за анестезиологија. И тие потешкоти веќе од 2020 година почнуваат да се ублажат со тоа што почнува да се решава проблемот од аспект на финансии, меѓутоа работните услови, немањето можност за итна операција, за влегување во тие програми неделни и месечни за оперативни денови, тие потешкоти се дополнителен притисок кон професионалците кои што сакаат навремено да се вршат својата работа. Тоа е тука е една од горливите проблеми кои што сметам дека за задржување на еден кадар вие мора да дадете добри услови за работа. Значи не се само финансиите, не е главен фактор финансии. Доколку еден професионалец би го прашале дали барате повеќе средства или да имате задоволство во тоа што го работите, сигурно ќе кажат задоволство при работењето. Финансиите се после работното време. Кога одиме дома имаме потреба од финансии. Ниту еден лекар, јас сум убеден дека ниту еден лекар својата професија не ја гледа од призма на финансии, колку земам. Затоа што реално знаеме дека разликата меѓу јавното здравство и приватното секогаш нуди повеќе финансии. Меѓутоа сега денес веќе се соочуваме со враќање од приватното во јавното. Имаме ли такви случаи? Има. И можам да ви набројам десеттина случаеви кои што веќе бараат заминување од приватното во јавното. Тоа доколку е така, тоа е добар тренд. Да. Значи јавното овозможува конгреси. Јавното почитува работно време и годишни одмори. Јавното обезбедува и гарантира надградување професионално. Приватното ве гледа од друга перспектива. Не дека таму нема квалитет, меѓутоа вие сте обврзани за секоја едукација која што ја добивате со стипендија од приватното, вие сте обврзани да останете во таа институција уште одредено време. Значи, таму е се под контрола. Не дека во јавното нема контрола, меѓутоа вие самоволно тоа го правите затоа што условите за работа се многу подобри и поповолни отколку во приватното. За жал, се уште не морам да напоменам тука дека една многу битна група на вработени во здравствениот систем се уште не им е решен статусот на заштита, статусот на позиционирање, односно нивото на исплата во финансискиот дел, тоа се медицинските сестри. Тоа е многу клучна алка во пружањето здравствена услуга. Секое зголемување кое што беше направено во минатото повеќе се гледаше од аспект на задржување на стручен кадар, лекарски кадар. Сега веќе превземаме некои мерки на предлог односно иницијатива на Сдруженија на медицински сестри. Спремаме закон за медицински сестри и начин на третирање на медицинските сестри како многу важна алка во севкупниот здравствен систем, секако покачување на скалесто, покачување на плати и нивна систематизација по заслуга. Да, министре, за крај да ве прашам за во однос на истрагата за Тетовската болница, за пожарот во Тетовската болница, таму обвинителството се уште ја води истрагата. Според последно што го кажа јавниот обвинител Јовески, вели таму ќе има осомничени, вели за тоа. Не е дека се ќе заврши на тоа дека кабелот е виновен за пожарот, вели истрагата е при крај, мислам, ќе има осомничени, не кажа кои. Мислите ли вие дека таа истрага некако недозволиво премногу долго трае едноставно? Се уште немаме јасен заклучок за тоа кој е виновен, кој е одговорен за таа трагедија.
До сега помина 8 до 9 месеци, ако не се лажам, од таа трагедија која што не погоди сите нас. Процесот е во јавното обвинителство и јас тука не би можел да навлезам во делот на дали ќе има обвинети, дали нема да има, односно што ќе биде крајниот исход, дали е кабелот сам по себе причинител за таа трагедија. Меѓутоа, тоа што можам да го кажам е дека ние како Министерство стоиме на располагање за било каква соработка која што е во интерес на објавување на финалното решение, односно финалната одлука на јавното обвинителство. За сега немам дополнителни информации каков исход би можел да има овој процес. Добро, ви благодарам на гостувањето. Јас ви благодарам за поканата. Ова беше министр за здравство, господинот Беким Сцали. Разговаравме за сите проблеми со кои се соочува здравствениот систем. Одиме со кратка пауза за реклами и продолжуваме со поранешниот амбасадор Ивица Боцевски.